Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй ме грешного. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќа и сестри, денеска се става почеток на подготвителните недели за великиот и свет пасхален пост во трајање од 7 недели. И денеска Светата Црква Божја тоа го прави така што за евангелско четиво на оваа седмица е определено четивото напишано од раката на Светиот апостол и евангелистот Лука, кој што ја запишува приказката, параболата што Христос им ја кажува на своите ученици за два човека кои што влегле во Светиот храм на молитва. Чи централна тема на денешното евангелско четиво е молитва. Молитвата е најзначајниот дел во секупниот подготвителен предпосен период за постот и за толку повеќе за време од сето трајање на постот. Молитвата, браќа и сестри, за нас христијани, а тоа треба да биде и за секој човек. Вели Свети Серафим Саровски, е исто што водата за риба. Ќе ја извлечете ли рибата од вода, ќе угине. Земете му ја на христијанинот молитвата, духовно ќе угине. Во таа смисла, самиот Христос во приказката за тие два човека го кажува следново во врска со молитва. И двајцата биле членови на избраниот народ Божи, Израел, евреи. Со тоа што едниот од двајцата бил фарисеј. За фарисеите рекохме дека биле интелектуално издигнати. Наспроти обичниот народ, представници на интелектуалниот крем на еврејскиот народ. А другиот бил митар, чи државен службеник кој што се бавел со царинска служба. За митарите, за цариниците, пред некоја недела го чувме ставот на народ. И не треба да го објаснува. Двајцата, и митарот и фарисеот легуваат во Светиот храм, но на два различни начини. Фарисеот, горд човек, бирал место за кое што сметал дека е централно и видливо за сите луѓе во храмот. И тој го избрал делот кој што бил најблиску до олтар. Застанал во молитвен став и прилично театрално почнал на Бога да му ги соопштува сите постигнувања во својот духовен живот.
колку се моли, колку помага, колку пости. Сите своји заслуги му ги изнесол пред на Бога, а намерата била со тие своји духовни постигнувања да го задолжи Господа и на некој начин да го натера или да го присили да му возврати соодветно. И една од последните молитви, од како се испофалил што се тој прави, како дава десето, колку пости, колку се моли, неко забележал дека во храмот е и митарот. И рекол, јас не сум како овој митар. Се оградил од митарот, како некој кој што е над митарот. Според собствената оценка на собствениот живот, тој живеел неспоредливо поквалитетен духовен живот од митарот. И митарот го зеел како предмет за споредба со намера да ја истакне својата собствена личност и подвиг. И додека фалбаджиството на фарисејот траело, а нам ни е познатливо, бидејќи митарот живее и во нас, во нашите срца, и ние во разговорот што го поведуваме со Бога, многу често настапуваме така, задолжувајќи ги наводно браќата и сестрите наши, со добрината ним, чинета го задолжуваме Бога и бараме известни олесненија, попусти, прогледување низ прсти, награди, какви што само нашиот ум во мечтата своја може да ги замисли. За сето тоа време, митарот скрие во некој дел од храмот, тешко видлив за другите очи, седел на колена, немал смелост да ги подигне очите своји кон небото и удирајќи се во градите, признавал дека е грешник и бара од Бога да му ги прости сите согрешени. Неговата молитва, всушност, е кратката Исусова молитва, со која што ние православните се молиме денеска, особено православните монаси. Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуј ме мене грешниот. Митарот само зборувал за својата грешност. Помилуј ме мене грешниот, Господи. Ја изразувал максимална свест за својата гревовност и несовршеност. И искрено верувал дека нема полош човек од него сам. Таква била неговата оценка за себе. Но конечната оценка за кого годе меѓу нас ја дава самиот Бог
животодавец и спасител, чија правда е совршена и непоткупна. И нема итрина човечка со која што Бога жеден преку вода ќе го помни. Тоа нема никош да се случи. Како што се глупави и безсмислени лажните надежи. Сега ќе си допуштам да живеам како што сакам, а потоа Господ ќе покаже милост кон мене. Таков вид на милост не смее да се очекува и нема да ја има. И нема да ја има. Но Господ својата милост и сега ја покажува кон нас. Не сметајќи дека безгрешноста е причина или безусловен услов за нашето спасение. Туку покаянието не треба да се бројат патите на паѓања, туку патите на станување. И ако станувањата се побројни од паѓањата, јасно е дека Господ на Бога му оставаме простор за милост, да покаже милоста своја кон нас. А второ име за милоста, браќи и сестри, е љубов. Зашто Господ нема да ни суди така што ќе земе некој тефтер, по што се запишани сите наши будалашти. Туку ќе го оцени, ќе го измери нашиот труд, нашиот подвиг, да сме подобри од што сме, имајќи го Него за своја мера. Но ниту еден меѓу луѓето, туку Него, самиот и единствен. И затоа, браќи и сестри, на апостолите Христос им кажа дека од двајца по-оправдан ќе си отиде дома митар. Оној кој што е ненаметлив, скрушен, смирен. Гордите, вели Христос на крајот од евангелското четиво, ќе бидат понижени, а оние кои што себе самите се понижуваат, ќе бидат издигнати. Тоа е патот што води во светата Пасха Господ. Смирението и покаянието, молитвата и постот. 4 прекрасни христијански добродетели, кои што треба да ги носиме со златни букви запишани врз зидовите од нашите срца. И катаде тие записи врз зидовите од срцата наши да ги исчитуваме. Практикувајќи ја молитвата како говор или начин, совршен, најдобар, најпродуктивен начин за комуникација меѓу нас и Бога. Амин. За многу Бог. А оние што седеа со него на трпезата, почнаа да говорат во себе, кој е овој што и гревови опростува? На жената пак и рече, верата твоја те спаси.